Почитувано семејство Јаковлевски, почитувани присутни, најпрво сакам да се заблагодарам на честа што денес сум гостин во вашето семејство и вашата семејна винарија. И драго ми е што мерките кои што ги носиме во услови на една од најголемите економски кризи во цела Европа и нашите политики за насочување на парите кон граѓаните покажуваат конкретни и видливи резултати. Овде во Квадрци, како што кажав, се наоѓаме во посета на семејната винарија Јаковлевски, винарија со семејна традиција долга повеќе од 50 години. Тие по долги години работа се регистрираа во 2020 година и ги искористија измените што ги направивме во Законот за вино, токму со цел да им помогнеме на малите винарии да се развијат и да го зголемат своето производство. Тие ги следеле владините мерки за поддршка на винариите и преку конкретни грантови имаат аплицирано и добиено грант од државата. А со средствата, како што споделија со нас, купиле садови за вино, топлинска пумпа за контролирана ферментација на виното, барик, буриња и слично. И денес во производството на вино се вклучени сите членови на семејството Јаковлевски, кои го зголемуваат производството на вино, со тоа и на домашните приходи, а секако придонесуваат и во зголемувањето на државниот буџет. Кога одлучивме да го измениме Законот за вино, имавме цел и помалите производители да можат легално да ги продаваат виното произведено во домашните капацитети. Неповратен грант од 10.000 евра по корисник за поддршка во опрема и инвестиции добија 59 семејни винарии, како винаријата во Јаковлевски, и навистина е убаво да се видат придобивките од оваа мерка. И покрај светската, прво здравствена, а сега и економско-енергетска криза, што се чувствува и во нашата држава, само за 2 години во регистарот на производители на вино се имаат запишано нови 70 мали винарии со капацитет до 50.000 литри вино, од кои 11 се правни и 59 физички лица. Ова е доказ на дело дека мерките даваат голем резултат. Освен поддршката на извозно ориентираните земјоделски култури и дејности, како што се грозјето и лозарството, и винопроизводителите, во изминатиот период донесовме повеќе мерки во областа на земјоделството со цел да го зголемиме домашното производство на храна и да ги поддржиме земјоделците кои работат на тоа. Донесовме одлука за доделување на државно земјиште заради зголемено производство на пченица, пченка, јачмен, стратешки култури, за што имаше голем интерес на аукцијата и над 15.000 хектари веќе се доделени. Инвестиравме во зголемени субвенции преку интервентниот фонд за производство на стратешки земјоделски производи, кој што прво беше 400 милиони денари, а потоа го зголемивме на 900 милиони денари. За прв пат донесовме национален план за производство на храна и веќе е зголемено производството на пченица, пченка и јачмен. Производството на сончоглед е веќе дуплирано. Увозот на сите овие култури е намален затоа што обезбедивме зголемено домашно производство. Ова се конкретни докази на дело за исправноста на оваа владина мерка. Посебно сакам да го нагласам ефектот што го очекуваме од новиот модел на субвенционирањето. Запознаени се земјоделците, заедно со нив работевме на промените со цел да ги заштитиме вистинските земјоделци и секако да го зголемиме производството на храна во државата. Владата на предлог на Министерството за земјоделство го усвои новиот модел за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и за тоа обезбедивме средства во предлог буџетот за 2023 година. Со новиот така наречен декапалинг систем земјоделците добиваат авансна исплата на субвенциите во тековната година кога конкурирале за субвенцијата, односно тогаш кога најмногу им се потребни парите. Дополнителна поддршка добиваат оние земјоделци кои ќе се насочат кон производство на стратешки култури со користење на сертифицирано семе и производот ќе го продадат кај регистрирани капацитети или земјоделски задруги. Досегашниот систем, според кој што земјоделците добиваат субвенции без да прикажат дека оствариле производство, се заменува со прикажување резултати од вложувањето. При тоа, со новиот модел на субвенционирање не е предвидено намалување на средствата на земјоделците, туку поефикасна распределба на средствата и побрза исплата. Нашата цел е да им помогнеме на земјоделците тоа што тие го побараа од нас, да имаат предвидливо и одржливо земјоделско производство. Ова е бенефит и за земјоделците, и за граѓаните, и за државата и верувам дека ќе имаме успех и од оваа системска реформа. Оваа година, во најкризната 2022 година, и сите заостанати субвенции ќе бидат исплатени. Со што, повторно ќе порачам, покажуваме на дело што значи никој да не биде оставен сам и парите додат кон граѓаните на кои им припаѓаат, односно вистинска грижа на државата кон незините граѓани. Сакам уште еднаш да се заблагодарам на семејството Јаковлевски, исто така и на другите нивни колеги кои што имаат мали семејни винарии кои што се тука присутни и да им посакам многу успех и проширување на нивното производство. Ви благодарам.